Ова е дел од земјоделската необработена површина во атарот на Тетово, запуштена со трева и трње. Земјоделците се откажуваат од нивите, затоа што системот за наводнување не им работи со години. Покрај вода, земјата им месува. Некој, како овој земјоделец кој револтиран од состојбата не сакаше да зборува пред камера, ги засадува површините, но како што вели, секоја сезона е ризик. Ако даде Господ дожлива година, кимарот, ако не, се ќе оди попусто. Ова е примарната водоводна мрежа која што се наоѓа на само неколку километри од Тетово, која што некогаш служела за наводнување на околните ниви. Меѓутоа, сега наместо за наводнување, овој канал е претворен во мочуриште. Слична е состојбата и во долниот дел од Тетовско во атарите на селата Непроштено, Рата и Жилче. И таму каналите се запоставени нефункционални. Во Тетовскиот регион има 300 километарска каналска мрежа за наводнување. Во функција е само 60% од системот, а годинава е планирано да се исчистат 40 километри. Или во проценти оваа сезона, ќе работи околу 15% од целиот систем за наводнување во овој регион. Од Тетовската подружница на АД Водостопанство признаваат дека каналската мрежа е во лоша состојба, но за разлика од порано системот е малку подобрен. Тие како подружница функционираат години и пол. Лани успееле да го исчистат каналот Радиовце Бистрица, но само во горниот дел до реката Пена. За останатиот велат немаат средства. Сме изготвили и некој извештај кој треба да го пратиме преку дирекција до влада за да ни помагаат нешто да го исчистиме и делот од река Пена што води кон Рата и кон Непроштено. До сега од предвидените 40 исчистиле 15 километри каналска мрежа. Ако владата не им помогне со финансии, дали нивни екипи ќе работат и на другиот дел од мрежата, кој сега не име во програмата за поставен со години? Бајрами со одговор. Ќе се обидеме, но ако отвориш повеќе фронта, може и тие што ти се поблизу и тие да ги оставаш. Тетовската подружница на АД Водостопанство брои 20 вработени, кои обслужуваат 6 општини од Тетовскиот регион. Освен малата бројка на вработени, тие не можат нормално да функционираат затоа што немаат доволно механизација, па често со багери и други машини се позаемуваат од главната дирекција.